9-то издание на Меѓународниот фолклорен фестивал. На оваа тема разговараме со директорката на Детскиот културен центар Карпош. Велам добро утро за Билјана Лалчевска-Серафимовска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Некако оваа недела сте полни активности, движи се за здравје само што го заокруживте пред најновото издание на Меѓународниот фолклорен фестивал, 28 издание. Така е. Оваа година го прославуваме 28-то издание на Меѓународниот детски фолклорен фестивал Оро без граници, кој што навистина шири пријателства и символ на пријателство помеѓу децата. Од каде се има учесници оваа година? Оваа година ќе имаме учесници од Србија, Словачка, Република Грција и Турција. Тоа се деца, а ние ќе бидеме нивни домаќини, каде што нели на оној традиционален начин ќе го покажеме нашето гостопримство. Донесовте фотографии од едно од изданијата изминативе години, за да можеме да им доловиме и на гледачите како сето тоа изгледа. Оние гледачи кои што не успеале досега да го видат, иако верувам дека се малкумина. Како е организирана програмата оваа година? Што се ќе се случува и на кои локации? Значи, фестивалот почнува утре, Добра. Пречек на гостите, потоа имаме организирано во петок, организирано имаме посета на знаменитости, значи да го разгледаат градот Скопје, да им ја доловиме онаа атмосфера на традицијата, значајни локации во градот и централниот настан ќе се одржи на 21-ви, тоа е сабота, со почеток во 18:30 часот. Претходно сите гости учесници имаат дефиле, кое што на еден начин секоја од земјите се представува со своји фрагменти и прошетка низ нашиот главен град, кој што воедно е и покровител на оваа голема манифестација, која што навистина шири пријателство, љубов помеѓу децата и на плоштадот Македонија во сабота ќе го заиграме најголемото оро кое што постои во светот. Тоа е орото на децата. И оние кои што имаат слободно време, во колку часот треба да бидат на местото на настанот? Сите љубители кои што ја сакаат музиката, орото, песната, колоритноста на носиите, ритмиката на чекорите од различните држави, може да дојдат во 18:30 на плоштадот Македонија, почнува централниот настан, така да еве еден апел до сите љубители на фолклорот да дојдат да не проследат. Ова е сериозна организација, 28 интернационален детски фолклорен фестивал, кој што бара многу време за да се подготви. До каде се подготовките, иако утре почнува, веројатно ситно броите до крајот? Така е, како што кажавте, оваа недела ни е навистина недела полна со активности. За среќа, децата се во преден план. Организацијата е веќе финиширана, веќе од денеска почнуваме со пречек на гостите. Вечер ни пристигнува групата од Турција, тие се од Анкара, од Универзитетот Хаџи Тепе, така што навистина еве крајот на подготовките се гледа, а од утре веќе почнуваме со фестивалските денови. Детскиот културен центар Карпош, веќе знаеме добро дека низ годините совршено го планира слободното време на децата во воспитно образовна смисла. Секако организирате активности оваа година. Уписи има, почналите ли се и за што точно има оваа година уписи? Така, значи, како што кажавте, ние сме институција, единствена јавна институција која што го организира слободното време на децата. Уписите се во тек, започна уште од 2 септември, така што оваа година нудиме можност и ги покануваме да бидат дел од нас, што е и нашето мото оваа година, во секциите како најмасовни фолклорната секција, балетската секција, имаме ликовно студио, изучување значи на ликовните техники, фотографија, веќе втора година поред имаме фотографска секција, пинг-понг, шах, хор, фалсето јуниор и фалсето, тие се наши членови и секако останати
други дополнителни активности по потреба, значи изучување на народни инструменти, заборавив да кажам, и изучување на гитара, синтесајзер и хармоника. Која е најниската, да кажеме, граница на оние кои што сакаат да ги запишат, возрастна зборувам, да ги запишат своите деца? Во зависност од изборот на секцијата. Так, значи, балетот имаме мини мали дечиња кои што почнуваат од 3 до 5 години, а за останатите секции, бидејќи се бараат развивање на вештини, веќе од 6-7 годишна возраст, ние во нашиот културен центар ги градиме и развиваме вештините на овие дечиња. Има ли дечиња чии родители низ годините биле членови на детскиот културен центар, па некако генерацијски ги носат, ги запознавате? Како не? Да. И ги препознавам, бидејќи јас бев пред многу години член на детскиот културен центар Карпош и сега моите соиграчи, бидејќи членува во фолклорната секција, моите соиграчи сега ги носат своите деца тука. Тоа е едно прекрасно доживување да нели своите потомци одат по стапките на нас родителите. Едноставно шириме една таква љубов, среќа и сепак ги поканувам сите оние кои што се заинтересирани квалитетно да го поминат слободното време да повелат во нашиот културен центар. И бидејќи споминавте дека сте биле член на фолклорната секција, пак ќе се надоврзам на меѓународниот фестивал. Многу е убава гледката кога ги видите и децата, како ја негуваат традицијата, фолклорот. Велат, за да дискутираме сериозно за тоа кои сме, што сме и од каде сме, треба навистина да вложуваме и да учиме. Децата тоа одлично го прават кај вас. Така е. Значи, ние од мали нозе и впрочем и затоа е формирана оваа секција која што трае повеќе од 70 години. Мораме да си го зачуваме она традиционалното, децата да знаат да изиграат народна песна, значи да го негуваме, да изиграат народно оро, изворно, стилизирано и така натаму, и да го почувствуваат оној момент на костимот кој што го носеле нашите предци во минатото. Особено проткаен со оние изворни народни инструменти кои што нели се проткајуваат низ сите ора, тапанот, гајдата, кавалот. Сето тоа можат да го видат и да го проследат и сега на овој фолклорен фестивал. И уште една работа што сакам да ја напоменам, овој фестивал оваа година доби своја фестивалска химна, која што е насловена како и фестивалот Оро без граници, која што ќе биде изведена од нашиот детски хор Гласот на децата на Скопје, кој што е исто така поддржан од градот Скопје. Значи, ќе може, со тоа го отвараме фестивалот и со таа numера ќе го затвориме фестивалот. А уште поубаво е чувството секоја година на едно место да може да се видат различни култури и традиции, и музика, и фолклор, а сето тоа го овозможува интернационалниот фолклорен фестивал. Апсолутно. Ќе живееме овие неколку дена во фестивалските ноти на сите наши гости. Ајде да ги поканеме сосема на крајот уште еднаш нашите гледачи кои што имаат слободно време и кои што сакаат да го поминат квалитетно и убаво. Сабота, 18:30, ве покануваме на плоштад Македонија да го проследите 28-то издание на Интернационалниот детски фолклорен фестивал Оро без граници. Ние ве следиме со сето она што ќе биде ново, повторно ќе информираме во Македонија наутро. Благодарам за денешното гостување. Ви благодарам за поканата и во секое време.